Во време на криза и во многу случаи граѓаните се жртви на трговски злоупотреби и финансиско насилство. Некои трговци определиле маржи кои во ниту еден случај не се прифатливи и државата ќе реагира, изјави денес вице-премиерот Фатмир Битики. За само 2 дена една тестенина, например, од еден производител, маржата на добивка, не зборуваме производствената цена, нит набавната цена, маржата на добивка од 4% на 31.5 пораснала на 72,5%. Тоест граѓаните плаќаат 68% повисока маржа на добивка за тестенина од еден производител. И ние наскоро, штом завршат со работа инспекцијски служби, тоест пазарната инспекција, ќе излеземе со список на субјекти и на производи кои што одредени компании во малопродажбата тоа го имаат направено. Во однос на реакцијата на бизнис заедницата дека ребалансот во делот на бизнис секторот и граѓанската заштита не бил дарежлив, Битики денес во пробишти изјави. Бизнис секторот не треба сегментирано да ги гледа. Ние во редовниот буџет годишен, но и со ребалансот одвоивме 75 милиони евра за поддршка на стопанството само, кои што се редовни програми. Само по Законот за финансиска поддршка на инвестиции имаме 25 милиони евра, по Законот за поддршка на компаниите кои што се во технолошки индустријските развојни зони некаде 20 милиона евра, по Законот за контрола на државна помош околу 10 милиони евра, 25 милиони отприлика е 20 милиони, извинете, по Фондот за иновации и технолошки развој. Се тоа пари кои што се влеваат во стопанството за поддршка на нивниот развој. Од еколошки аспект, голем проблем за регионот и пробишти е јаловишната депонија за кој премиерот Димитар Ковачевски најави решение, бидејќи општината подготвува изводлив и реален проект. Планот кој што веќе го има градоначалникот, Министерството за транспорт и врски и за кој што ќе добијат поддршка од владата, бидејќи навистина се решава еден огромен, не само проблем за пробишти, туку проблем за државата, дека по мене е изводлив и навистина градоначалникот и советот се амбициозни и ќе ја добијат сета поддршка тоа да резултира со конкретен план, со конкретни активности кои што ќе вродат со конечно решавање на овој проблем.